Поздрав, магични мои! Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека во такво расположение ќе останете и денеска и секој нареден ден кој што ќе ви биде во доаѓање. Денешнава порака ќе биде канализирана порака итна во утемелување од 24 до 48 сати. Ова ќе биде порака која што ќе биде наменета за некој кој што е наменета, но и ќе побара една реанимација или ревизија на некој настан кој што се случил во прошлоста, а тоа е енергија на некое судење. Енергија каде што ова судење ќе биде утемелено за многу кратко време. Ова енергија е завршена енергетска вредност, каде што и вие сте биле во енергија да сте се осеќале многу истрошено, но и ова енергија по повод ова судење, ова блокада ви се направила во емотивна енергетска вредност, драги мои. Но нештата ќе бидат променети за многу кратко време. Енергија да, таму каде што сте имале предавство во ова судење, енергија да не бидат донесени добри одлуки по повод вас или пак некоја персона која што се бранела во ова судење, не донела вистини, донела само лаги, ќе биде во енергија на непостојаност. Значи, енергијата не може да обстане како енергија да биде завршена постапка или пак завршена процедура. Ова енергија ќе биде отворена повторно, реанимирана повторно, затоа што ваш пријател кој што ви е лојален пријател, енергија да му верувате на оваа персона, е во енергетска вредност да размислува на вас, но и да ви помогне во сето ова. Значи, ваш пријател кој што ја дознава вистината за вас, драги мои, ова судење ќе биде наменето уште еднашка реотворено. За вас ќе бидете повикани од страна на судството или пак некој поважен фактор во оваа делатност, ќе бидете во енергија да некој дознал, открил вистина за персона или пак персони кои што ви стоеле на ова судење на патот. Значи, ве довеле до енергија да ве предадат, но и да не можат да обстанат долго со ова судење. Ова судење ќе се отвори повторно во ваша корист, драги мои. Ќе биде наменето да повторно испишете нова историја, нова енергија за вас, нов живот. Ќе разговарате, но ќе бидат премногу озборувања, разговори со службени лица, енергија каде што и ќе разговарате и со ваш пријател кој што премногу размислува на вас и ви испраќа позитивна енергија преку мисли. Оваа персона е алхемичар во ова денешно исчитување од тарот картите, да знаете дека ги има сите негови енергии кои што треба да алхемизира оваа ситуација, да извади можност да исполни енергија на откровение во ова судење, затоа што ќе биде реанимирано, реотворено за вас сето тоа што било во енергија сенка, што не сте го знаеле, може би сте го сеќале, но не сте можеле да донесете докази дека е тоа така. Сега се ќе биде обелоденето, драги мои. Енергијата знаете дека ви стои предстоен настан, реотварање на некој случај, судски случај, каде што и ваша ќе биде победата во оваа енергија. Оваа енергетска вредност ќе биде утемелена и со парична надокнада, ќе бидете премногу темелни, ќе се осеќате безбедно, ќе бидете во енергија да ова ви стигне како подарок од универзумот. Енергија да знаете дека ќе бидете и материјално обештетени во оваа ситуација каде што и ќе отпочнете еден нов почеток во овој циклусен енергетски дел со ваша истрајност, но и со ваша безбедна енергија. Значи,
Енергија на асот на пентаклите ви носи потпора на нешто што е безбедно, што е утемелено, енергија што е право, правна енергетска вредност, но и на тело, здравје, енергетска вредност да бидете во совршен баланс, но и во енергија на нешто што ќе биде наменето материјално за вас. Енергија да знаете дека ќе бидете крајно внимателни како ќе располагате со овие средства, затоа што тарот картите ве гледаат во енергија на кралот на пентаклите, енергетска вредност, да знаете да раководите со материјални средства кои што ќе ви бидат добитни во оваа ситуација, но и да знаете дека ја добивте картата на 6 штапови, енергија на победа, енергија на сигурност, енергија на премногу персони ќе бидат уперени во ова судење, но и ќе биде во енергија да се заблагодарите на персоната која што ќе стои позади вас. Може да има и воден елемент во незиниот натал, рибарак, шкорпија, каде што и ви дава можност да бидете во своја безгрижна енергија. Оваа персона има една огромна енергија во себе, каде што и е представена како магионичар. Таа ви го покажува огледалото на она што треба да го видите, но и да знаете дека ги алхемизира сите работи кои што треба да дојдат во ваша енергетска вредност. Ќе доживеете обелоденување на настан кој вас ви причинувал енергија на блокада, драги мои. Енергетска вредност, овие карти ви препорачуваат да направите добра стратегија, стратешки ова ќе се изигра и да знаете дека ќе бидете во својата чакрена, срцева чакрена енергија, каде што и ќе дадете можност да повторно се вратите во својата емотивност, да бидете стрекни, да бидете радосни, но и да завршите едно долго поглавје или пак долга процедура која што била во утемелување во вашата енергија. Енергетска вредност, да отпочнете ново, овдека ќе бидат контакти, многу спорови, многу прсти, многу мешања, но сето тоа ќе се разреши повторно во ваша корист, драги мои, затоа што ова енергија е пресуда во ваша корист. Енергетска вредност, да видиме зашто поконкретно се работи, што ќе се обелодени во оваа енергија. Глувци 23 бројот, може би 23 ќе има значење или пак 5 во овој месец, може би е веќе сте се слушнале со оваа персона, знаете дека ќе има повторно отварање на некој судско рочиште, но и да знаете дека можно е да биде наменето на 23 овој месец, јулски месец, каде што и ќе ги дознаете вашите непријатели, драги мои, сите ќе бидат пред вас наменети кои што се служеле со лажни изјави за да бидете во нереална ситуација. Ајде да видиме и што ќе се промени во вашата енергија. Знаеме што ќе се промени, но да видиме за секој случај. Чекањето се исплатело, драги мои. Може би за некој од вас ќе биде дека и сте биле во чекање, но ова чекање ќе се исплати во ваша енергетска вредност. Ќе добиете обештетување парично, но и ќе ги дознаете сите невистини кои што биле пласирани на маса за ваша блокада. Едноставно да знаете дека оваа ситуација веќе е во развивање, значи веќе е развиена енергетска вредност, но и да знаете дека еве свртеа карти, разпознавање и енергија на земјена ситуација, утемелување, драги мои, енергија каде што и мудроста, гледањето, визуализацијата ќе бидат во ваша енергија. Ја ви посакувам многу среќа, успех и многу благослови сега и за секогаш. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!